Вкупниот број на поднесени преставки од незадоволни осигуреници лани достигнал 267, ако споредиме со оние во 2021, ќе забележиме зголемување од 30%. И од овие 267 поднесени преставки, Агенцијата за супервизија на осигурување решила 204, што е доволна потврда дека правата на осигурениците има кој да ги штити. Ги препознаваат ли граѓаните своите права и она што е најважно, знаат ли како да се заштитат и сакаат ли да се заштитат? Е темата на разговор со нашата прва соговорничка. Велам добро утро за Радка Целаковски од Агенцијата за супервизија на осигурување. Добре ни дојдовте. Добро утро во студиото и за гледачите кои што не следат. Благодариме пред се за поканата и можноста континуирано да гостуваме во вашата емисија, а се со цел на времено и квалитетно информирање на јавност. Во најавата споменав за 30% се зголемени бројот на преставките за изминатава година, ако споредиме со 2021. Дали тоа значи дека граѓаните ја препознаваат агенцијата како заштитник на нивните права? Токму така, да, тоа е наш приоритет и трајна заложба и благодарение на напорната работа досега, значи резултатите се видни. Целите на Агенцијата за супервизија на осигурување кои што се однесуваат на фер, конкурентен и транспарентен пазар и регулирање на пазарните субјекти се тесно поврзани со заштитата на осигурениците, корисниците на осигурителните производи и услуги и трети оштетени лица. И веќе напоменам дека ние овие активности ги спроведуваме, да речеме, на три нивоа, преку превентивно делување, преку директна контрола на пазарните субјекти, друштвата за осигурување, посредниците во осигурување, понатаму преку подигнување на свеста за ризиците кои што произлегуваат од инвестирање во осигурувањето, значи подигнување на свеста за нивните права и интереси, за механизмот на заштита и постапувањето по преставки од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. И како последно ниво, кое што исто така е исклучително важно, е едуцирање, континуирано едуцирање на населението преку давање информации, објавување на брошури, публикации, давање инструкции, насоки, се со цел да ги разберат подобро осигурителните производи и услуги. Бидејќи осигурителните производи и услуги се специфични, значи имаат посебни карактеристики, тоа знаете не е нешто што може да се види или да се допре. 267 пријави од незадоволни осигуреници изминатава година. Она што ме интересира со оглед на податоците кои ги имате, на што најмногу се однесуваат, зашто најмногу пријавуваат нашите граѓани? Па да, значи основите се различни, да речеме, еве според последниот извештај што го подготвивме, најчести се поплаќите во делот на осигурувањето од автоодговорност во однос на европскиот извештај. Понатаму имаме поплаќи во однос на основата за надоместок на штета, значи незадоволство од висината на износот кој што го добиваат како обештетување. Понатаму, да речеме, во однос на временскиот период на постапување. Основите генерално се овие што ги наведувам. И од сите овие 267 решени се 204, што е доволна потврда дека осигурениците има кој да ги штити. И сега ајде малку да им појасниме околу процедурата. Која е постапката и кои се документи се потребни за да се поднесе преставка до агенцијата? Така, значи доколку некој од осигурениците е незадоволен, да речеме, од реализација на договорот за осигурување, пред се мора прво да се обрати првата инстанца се друштвата за осигурување. Тука да се обиде, да прикаже каде се наоѓа незадоволството. Доколку не е задоволен, значи, од тоа како друштвото за осигурување ја разгледувало неговиот приговор, тогаш има право да се обрати и до Агенцијата за супервизија на осигурување. Тоа може да го направи, значи, директно во архивата кај нас или електронски. Тоа е многу лесен начин електронски да ја пријави преставката. Ние редовно преку нашиот вебсайт, а и преку социјалните мрежи даваме насоки како тоа да се направи. Значи на самата веб страница има упатство во неколку чекори на кој начин се пријавува електронски преставката. Значи што е потребно? Основните податоци треба да ни се достават. Договорот за осигурување кој што го има тоа лица, комуникацијата што ја имало претходно со друштвото за осигурување, некои пропратни документи, докази, доколку нели тоа лице има тврдење поразлично од она што друштвото го кажува, да го видиме кој е доказот, така на што базира тоа.
тоа се значи име и презиме, контакт податоци за тоа друштво. И како вие постапувате натаму? И ние имаме, значи, за тоа изготвено соодветен правилник, се знаат точно кои се чекорите, имаме и интерни процедури, за да сето тоа брзо и ефикасно се решава. Најдолго во рок од 30 дена. Значи, правилникот ни дава рок од 30 дена, но ние тоа го решаваме многу побрзо. А во интерес на осигурениците, бидејќи тие сакаат што побрзо да добијат одговор. И од објавените податоци на агенцијата, за 2 од 16 осигурителни компании лани не била поднесена ниту една преставка. И двете работат осигурување живот, а најголемиот број преставки поднесени против една осигурителна компанија изнесува 43, што значи дека има и такви кои што работат безпрекорно, но има и такви кои се уште не ги почитуваат доследно правилата на игра. Да, значи, тоа е наша работа како Агенција за супервизија на осигурување, нели да го контролираме работењето, да видиме доколку има некои одстапувања од она што е пропишано и согласно кое што треба да работат друштвата за осигурување, да тука даваме забелешки, да побараме тие работи да се исправат и така натаму. Има и компании кои што навистина имаат и поголем број представки кон нив е добиено, но ние тоа работиме и останува да и од нивна страна да сработат и да видат каде лежи незадоволството на нивните осигуреници. Значи, зошто едноставно клиентот не е задоволен од услугата. Токму тоа е и наша заложба, значи преку комуникација и со друштвата за осигурување, на некој начин да се крене свеста на нивните клиенти, па и потенцијални клиенти во развој на финансиската писменост, односно точно да бидат запознаени кои се нивните права и обврски, за да понатаму нема недоразбирање во текот на спроведување на договорот. И податоците исто така велат дека расте и трендот на осигурување, па така вкупните вложувања на граѓаните во животно осигурување за првите 6 месеци минатата година надминало над 1 милиарда денари или во евра 17,3 милиони евра, што е исто така за 17% повеќе од истиот период претходната година. Која е причината за порастот на трендот на осигурување? Значи вака, осигурувањето бележи изминатите години бележи раст во континуитет, како во делот на осигурување на живот, така и во делот на животно осигурување. Средствата кои што се прибираат од осигурениците се строго регулирани од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, затоа што тие нели служат за обештетување на осигурениците, тоа е и смислата на осигурувањето. Веројатно причината е затоа што во голем дел расте и свесноста на потрошувачите за нивната за обезбедување на финансиската иднина. Значи свесноста за со кои ризици се соочуваат и на кој начин, со кои производи може да се заштитат за да ја подобрат својата благосостојба. Оно што е интересно да се спомене е дека живееме сериозна економска криза во која што веројатно првото нешто што би го кажале дали имаме пари од домашниот буџет да издвоиме за осигурување, но граѓаните веројатно се поттикнати од несигурното секојдневие и можноста да се обезбеди сигурност по различни основи од живењето, па затоа никако и вложуваат во осигурување. Така, да, во голема мера зависи од доходот со кој што располагаат нели домаќинствата, но веројатно и тоа свесни се луѓето за промените кои што се случуваат, особено и климатските промени, нели во различни фази од животот имаме различни потреби за осигурување. Така да, мислам дека пред се должи на подигнување на свесноста на населението за потребата од осигурување и се разбираат кои се придобивките од самиот производ осигурување. И многу често, откако започна особено економската криза, се зборуваше на темата економска, односно финансиска писменост и колку треба да се унапредуваме токму на оваа тема. Финансиската писменост е апсолутно неопходна и во потпишувањето на договори за осигурување. Дали сме тука доволно финансиски писмени и дали разбираме што се потпишуваме кога склучуваме полиса? Така, значи, точно е тоа дека после финансиската криза поголемо внимание и посветено се посветува и на овој сегмент што значи финансиска едукација и писменост. Во минатото, например, многу малку беа проучувани финансиските производи од аспект на правата и интересите на потрошувачите, но сега имаме поразлична состојба
затоа што финансискиот пазар се развива во континуитет. Имаме производи кои што ги нудат и пензински друштва за осигурување, понатаму лизинг компании, банкарски услуги. Станува збор за комплексни производи каде што потрошувачите однапред не ги знаат придобивките, не ги знаат ризиците, не ги знаат трошоците со кои се соочуваат. Затоа е потребно токму тоа финансиска едукација на потрошувачите со цел да се обезбедат со знаење и вештини како да препознаат, пред се да станат свесни дека има финансиски производи и како да препознаат кој финансиски производ е добар за нивната потреба. И вие чисто вршите едукација токму на оваа тема. Па во тој контекст, кои се првите прашања кои што треба да се постават на осигурителната компанија кога склучуваме одредена полиса? Што е првото она што треба да го прочитаме? Значи, пред се треба разговор со агентот, со вработениот во компанијата, може да се продаваат договори за осигурување и преку посредници во осигурување, преку осигурително-брокерски друштва и друштва за застапување во осигурување. Значи, треба разговор да се води со вработениот, да се каже, например, од каков тип на ризици сакаме ние да се осигураме, да се праша каков ќе биде начинот на плаќање, кои се нашите обврски, да се прочитаат условите за осигурување. Тоа е како една мала брошура која што е прилог кон договорот за осигурување, каде што децидно се наведени во детали, значи кои се ризиците, кои ризици се покриени, на кој начин се поднесува представка до Агенцијата за супервизија, на кој начин се поднесува представка до самото друштво за осигурување, какви се обврските на осигурувачот во текот на трајање на договорот за осигурување. Значи, мора внимателно да се прашува и да се читаат сите тие документи кои што ќе ги добиеме како прилог кон договорот за осигурување. Овие 267 представки говорат за тоа дека не сите осигурителни компании работат добро, честно, совесно и одговорно, но од друга страна е добро што има кој да ги штити правата на осигурениците. Да, значи повторно ќе повторам, тоа е наш приоритет и трајна заложба, значи ние само тоа ќе го продлабочуваме. Јас носам некои брошури кои што од неодамна ги имаме издадено. Спомнавме дека причина за поднесување или на представките најповеќе во делот на автомобилска одговорност или европскиот извештај за сообраќај на незгода. Овде во кратки црти, во кратки чекори имаме што треба да се знае, што представува европскиот извештај, на кој начин се пополнува и така натаму. Овие брошури се објавени на нашиот сајт. Значи имаме посебен едукативен портал, наменет исклучиво за осигурениците и потрошувачите генерално. Понатаму имаме друга брошура во неколку чекори како и каде да се пријави штета. Добра. Исто така во кратки црти даваме насоки како тоа да се направи. Зашто треба да бидат известувани осигурениците, исто во кратки чекори. Што треба да се знае за осигурувањето, што значи осигурувањето, зошто е потребно, кои се бенефитите од тоа, исто е опишано во една кратка брошура која што е достапна на сајтот на агенцијата. Што значи се што зборувавме изминативе 15 на минути го има и онлайн? Го има секако, да. Благодарам, Радка, за гостувањето во Македонија наутро. Се разбира сето она што ќе биде ново во Агенцијата за супервизија на осигурување, ќе го имаме како информација во утринската програма. Да, јас себе би искористила приликата само да најавам и една предстојна кампања за подигнување на финансиската едукација и писменост. Сега во март, тоа секоја година во март се случува, од 20 до 26 март. Значи ќе стартува оваа кампања во која што нормално ќе бидеме ние вклучени како регулатор, Агенција за супервизија на осигурување, но заедно и друштвата за осигурување и посредниците во осигурување, и нив ги вклучуваме со цел ова да им стане дел од нивното корпоративно управување. Впишете во агендата и едно гостување во утринската програма. Благодарам за гостувањето.